Или ќе се бугаризираме и како такви ќе влеземе во Европската Унија или немат за нас почеток за преговори. Првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски со остра реакција откако бугарскиот премиер јавно кажа дека Бугарија нема намера да го тргне ветото за Македонија до самитот во јуни. Мицкоски е дециден дека тоа што сега го прави бугарскиот државен врв е она за што опозицијата предупредувала целиот овој период, дека македонските власти не само што ќе дозволат ново отворање на уставот, туку ќе дозволат и да се ревидира македонската историја. Нашите билатерални проблеми и сите оние барања што ги има официјална Софија ќе влезат во преговарачката рамка. Што значи дека или ќе се асимилираме, односно ќе се бугаризираме и како такви ќе влеземе во Европската Унија, или нема за нас Европска Унија и покрај тоа што ќе се случи таа прва меѓувладина конференција. Но јас сум убеден дека земјите членки на Европската Унија тоа нема да го дозволат. Реакцијата на Мицкоски следува откако бугарскиот премиер Кирил Петков во изјава за бугарските медиуми испрати нова закана до властите во Скопје дека Бугарија нема да го тргне ветото, туку ќе го одложи дополнително. За Петков и властите во Бугарија не биле доволни сите отстапки кои ги направи Македонија, па сега вели дека никогаш не сметал дека ветото треба туку така да биде тргнато, напротив најавува блокада и во следните 10 години, за тој период да поставуваат ултиматуми за сите нивни барања. Че всъщност ние не трябва просто да дигнем. Ние не треба просто да го дигнеме ветото, туку да го преместиме. Промената на уставот во Македонија мора да се случи пред првото поглавје и треба да ги ставиме на колосек за Европа, но критериумите што треба да ги исполнат мора јасно да бидат поставени од нас. И даваме пат на Северна Македонија кон Европа, но овој пат е поплочен со барање и обврски. Јасно врамени и кој ги користи цела Европа за да обезбеди напредок што сите сакаме да се случи таму. Иако Бугарија врши притисок врз Скопје за исполнување на нивните барања, сега топката е во рацете на земјите членки на Унијата, односно каква одлука ќе биде донесена на самитот во јуни, откако Албанија неколку пати побара одвојување од Македонија од пакетот за почнување на преговори, а Бугарија повторно се заканува дека нема да го тргне ветото поради неисполнување на врските од договорот за добрососедство.